Добар ден во новото издание на Автомагазин. Крајот на годината секогаш се стремиме да ги сумираме резултатите од годината што изминува. Така ќе биде и оваа емисија. Покрај останатите прилози во Автомагазин, поголемиот дел од нашата емисија ќе го прикажеме она што се случуваше на Навак пред 2 недели. Националната возачка академија со своите писти кои ги има ги остапи на располагање на Ауто без жирито, кое ќе ги истестира овие 4 финалисти кои ќе се надпреваруваат за титулата Ауто без за 2015. Но, пред да ги видите нашите тестови и нашите сублимати за овие 4 прекрасни автомобили од светот на автомобилската индустрија, ве поканувам да ги видите рекламите и уште една содржина во нашата емисија. Семејството значи долг список на обврски и многу планови. Автомобилот ви нуди поголема организираност и комоција. НЛБ Leasing ви помага да го остварите недостижното на многу едноставен начин. Ново или половно возило, одлуката е ваша. НЛБ Leasing. Знам зошто. 1, 2, 3, 4. Light it, pose it, frame it, shoot it. Save it, save it. Raise it, rack it, flip it, load it. Call it, text it, read it, send it. Bash it, smash it, whack it, crush it. Move it, make it, work it. Transit, the all-new Ford Transit range to help you go further. Прославата продолжува. Нова јубилејна понуда на богато опремена А-класа. Тренди со стилски и урбан изглед. Изберете меѓу стайл и урбан пакет на опременост. Подарок од 120.000 денари. 20 години Мак Аутостар. Pero ¿qué está pasando? Joder. ¿Le sacamos el equipaje? Новото Айго со регистрација, каско, европска патна помош и полн резервоар гориво цели 3 месеци. Go! Fun yourself! Кој вели дека скок во височина може да се изведе само на еден начин? Кој вели дека секогаш мора да размислуваш конвенционално? Целосно новата Mazda 3 со SkyActiv технологија. Mazda го предизвикува конвенционалното. Без автомобил денес е невозможно да одговорите на брзото и напорно темпо на живење. Лизингот е најкусиот пат за да дојдете до вашиот нов или половен автомобил. НЛБ Leasing, вашиот долгогодишен партнер кој ви нуди флексибилност и сигурност. НЛБ Leasing. Знам зошто. Ние повторно се враќаме на Аутобест и полигонот Навак, каде на самиот почеток на емисијата спомнав дека ќе ги тестираме 4 финалисти за титулата Аутобест за 2015 година. Помеѓу овие 4 финалисти, C4 Cactus, Шкода Фабија, Hyundai i20 и Opel Corsa, два автомобила ни се многу добро познати. Едниот е Opel Corsa, кого го познаваме уште дур беше во развој. Нашите гледачи се сеќаваат дека Корсата ја возевме дури и во фаза на развој, кога ја возевме со геометриски шари и уште не беше дефиниран финалниот изглед на каросеријата и интериерот. Сега Корса делува секси и моќно, а многу добро се сеќавам дека реков дека подпирањето на Корса, внатрешниот простор и управувањето се нешто посебно.
Тука го имаме и Hyundai i20. Пред некоја емисија имавме рапорт од неговото возење во Кемер, во сончевата Турција, каде што ги истакнавме неговите атрибути. Сега, на температура блиска до 0 степени, го возиме на навак i20 во услови кои не сме имале шанса да ги возиме. Шкода Фабија, потполно ново развиена, но не носи ништо од ново и спектакуларно од техничко-технолошки аспект. Низиниот дизајн, посебно на предницата, делува онака како што делува дизајнот на групацијата Volkswagen. Конзервативно, но моќно. И четвртиот финалист, тоа е Citroen C4 Cactus. Како што сами гледате, се отскокнува со својот дизајн. Неговата интересна појава делува како да е дојден од сосема друга планета. Ако го гледате вака, површината на било која друга планета, освен планетата мајка Земја, би била прикладна за него. Но да не должиме многу. Сега го имаме на располагање целиот полигон на навак, каде што ќе ги видиме динамичките и возните својства на нашите 4 финалисти. Пред да ги видиме возните својства на патека, ќе ве запознаеме и за активностите кои како жири ги имавме со 4 кандидати и представниците на производителите. Вечерта, пред финалните тестови на возење, се одржа заедничка вечера и представување на финалистите. Темелното разгледување на екстериерот и интериерот на возилата траеше околу 30 на минути, во кои жирито и гостите имаа доволно време да дискутираат и да ги оформат впечатоците за финалната четвртка. Секој производител имаше 15 минути за презентација, по која за прв пат прашања можеа да постават и представниците на производителите. Оваа можност отвори интересни дискусии кои дадоа подобро согледување и разбирање на четворката. Транспарентниот начин на работење и интеракцијата се елементи кои не се својствени во работењето на вака големо жири, па затоа представниците на производителите искажаа големо задоволство и интерес во овој дел на активностите. Првиот дел од тестот се одвиваше во отворен сообраќај. Рутата во должина од 100 км ги содржеше сите елементи на возење. Секој финалист беше представуван од 2 возила кои беа возени од по 2 члена на жирито, а во автомобилите на задните седишта седеа представниците на компаниите подготвени да одговараат на дополнителни прашања. Од Рума патот не водеше преку Фрушка гора, каде во краткото искачување и спуштање ги почувствувавме планинарските можности на кандидатите. Рамничарската војводина ни овозможи посмирено возење. Влегувањето од село во село се до Нови Сад беше добра замена за градското возење, што поради ограничувањата на брзината на движењето, што поради честите сопирања. Поздравувајќи го Петроварадин и древната граница помеѓу Османлиската и Австро-Унгарската империја на реката Дунав, се упативме кон Инџија за да пристигнеме до селото Суботиште, во чиј атар се наоѓа навак. По кусиот брифинг и поделбата на жирито во 3 групи започнаа тестовите во кои, освен возењето на патека, беа вклучени сопирањето со избегнување на пречка и тестот на елените, односно енергично престројување во спротивна лента и враќање во својата со константна брзина. Како никогаш досега, финалистите за титулата Auto без 2015 не беа изедначени во перформансите.
Hyundai i20, Opel Corsa и Škoda Fabia се конкуренти во друштвото на субкомпактни возила или сегментот Б. Citroen C4 Cactus е дериват на C4, а со тоа припаѓа во повисокиот сегмент C. Hyundai i20 нуди примамлив дизајн, доволно место во внатрешноста, а се истакнува и со возните својства. Opel Corsa е приказка сама за себе и е најтиражен модел од присутните со 12,9 милиони продадени примероци. Škoda Fabia ја слави својата трета генерација и се гордее со технологијата која ја дели со Volkswagen и Seat. Citroen секогаш бил авангарден во дизајнот, а C4 Cactus отиде малку подалеку. Како и да е, се соочуваме со 4 извонредни возила кои може да се набават за цена адекватна на куповната моќ на просечниот жител на Централна и Источна Европа. Барем теоријата така вели. Не е наша работа да се мешаме во финансиските статистики, па затоа ќе се вратиме во ресорот на специјализирани автомобилски новинари. Сега, почитувани гледачи, имате јасна представа за нашите 4 финалисти. Прв за возење ќе биде C4 Cactus. Овој автомобил покрај импресивниот дизајн има и едно паметно решение. Се вика Airbump. Како што гледате, на самите врати закачени се овие гумени структури кои ја заштитуваат целата страна на возилото од гребаници. Ова е посебно интересно, бидејќи со малите гребаници можете да поминете без никаква штета. Се разбира, доколку се упропастат, тие се менуваат. Целиот комплет за целиот автомобил би требало да чини не повеќе од 500 евра, а ќе ги има во повеќе бои. Да не должиме многу. Тргаме со возењето на Citroen C4 Cactus. Внатрешноста на C4 Cactus остава впечаток на мене исто како и на дворешноста. Таа е извонредна. Пред се, владее во неа минимализам. Имате два дисплеја, едниот е централен, преку кого, преку тачскрин, можете да ги командате сите функции на инфотеймент системот, а пред вас е дигитален километражник. И веднаш во првиот свиок влегувам нешто подинамично и чувствувам дека целото однесување на телото на C4 Cactus е малку неадекватно. Тој е направен врз основа на C4, но по вокација ова е кросовер. Може би управувањето требале да го направат малку по-одговорно, односно по-динамично. И повторно еден силен свиок, ESP-то го чувствувам како работи малку пренагласено. Неговиот удар, посебно на задните тркала, се чувствува силно и поради тоа може да пружи едно чувство на несигурност на самиот автомобил. Еве како што гледате, се борам при брзина од 90 до 100 км на час со целата каросерија на C4 Cactus. Но впечатокот за овој автомобил се наметнува сам по себе. Ова не е направено возило да се надпреварува на трки. Ова автомобил е скроен да биде центар на внимание. Овој автомобил ќе го сакаат сите егоцентрици, сите луѓе кои сакаат да бидат во центарот на вниманието. А несомнено е дека ќе бидете во центарот на вниманието со C4 Cactus поради неговиот извонреден и футуристички дизајн. Дизајн кој на некого може би нема да му се допадне на прв поглед, но
колку подолго го гледате овој автомобил, толку повеќе ви се допаѓа. Морам да ги пофалам извонредно комотните седишта. Овие седишта не би се посрамиле ни да бидат лоцирани во скапа лимузина. Како што гледате, тие одлично го прифаќаат телото и се чувствувате како да седите во директорска или министерска фотеља. Да, C4 Cactus е интересен автомобил, но неговата агилност која во свиоци се покажа како инфериорна, нема да наштети на неговото купување, бидејќи ова е наметнет автомобил за луѓе кои се естети и кои сакаат да бидат многу поразлични од останатите. Затоа C4 Cactus има своји силни атрибути кои се однесуваат на комфорот во внатрешноста и импресивниот надворешен дизајн. Следно под лупа ќе го ставиме ова возило. Шкода Фабија беше промовирана на светскиот пазар пред неполни месец и пол дена. Ја очекуваме наскоро во Македонија. Од надвор, таа го задржа својот конзервативен дизајн, но целата во оваа констелација зрачи со едноставност и функционалност. Изборот на мотори не е многу голем, барем во почетокот на продажбата, но стручњаците од Млада Болеслав ни кажуваат дека овој автомобил е скроен да ги помери границите на просечноста. Па да видиме. Стартувањето на Шкода Фабија се одвива со копче. Копчето е направено, односно позиционирано на истото место каде што би требало да биде клучот вметнат. Кога ги прашав представниците на Шкода зошто е тоа копче токму таму ставено, добив едноставен одговор. А зошто да не? Другите производители би го ставиле на повидно место. Првата негативност на Шкода Фабија ја чувствувам веднаш од звучната изолација. Се слуша премногу ветерот. Инаку, овој модел кој го возам е задвижуван со 1,2 литрен TSI мотор од 80 киловати, односно 112-115 коњски сили. Неговиот звук е специфичен и да бидам искрен, не ми се допаѓа бидејќи другите трицилиндерски мотори имаат малку покултивиран звук. Што се однесува до перформансата, нема што да се жалам. Овој мотор е направен да биде економичен, но и да одговори на динамичките потреби на секој возач. Управувачот е сосема солиден. Однесувањето на подпирањето е добро и послушно се однесува во секоја команда на возачот. Целиот механички склоп на автомобилот е сосема добар. Верувам дека овој автомобил што го возам има некој проблем, бидејќи звукот на ветерот доаѓа до преголем израз. Овој автомобил
има потполно нова платформа, но за малите автомобили Volkswagen групацијата не ја користи MBQ модуларната платформа. Чесите велат дека поминале долго време во усовршување на својствата на Фабија. На тестот од во слалом возење тоа може и да се почувствува. Велат дека низината цена би била некаде околу 11.000 евра за стартниот модел. Таа цена јас нема да ја коментирам, бидејќи тоа ќе го оставам на купувачите. Што се однесува до материјалите во внатрешноста, не се од најдобрите. Тврдата пластика е насекаде, а кај останатите конкуренти оваа пластика, посебно на предната конзола, е на многу повисоко ниво. Шкода Фабија е скроена да биде секојдневен автомобил. Во неа не може да почувствувате некое големо возбудување во возењето. Не може да почувствувате ниту големо оптоварување во свиоци. Незиното хендлање на патеката беше сосема задоволително, но голема улога за Фабија ќе игра и незината цена. Таа би требало да биде некаде во рамките на Поло, се разбира нешто поевтина. Третиот финалист, нашиот добро познат Hyundai i20. Овој автомобил се произведува на две места во Европа. Едното е во Адапазари во Турција, другото е во Чешка. Но овој автомобил е скроен за европскиот купувач. Колку е скроен да ги издржи нашите оптеварувања на патеката навак, ќе видиме во следните минути. Континуираниот развој на Hyundai најдобро се отсликува во неговите производи. Еден од нив е и i20 автомобил кој ја доживува својата трета генерација. Неговата историја започна со моделот Getz, потоа беше преименуван во i20 и сега ја имаме новата негова генерација. Она што ме воодушевува кај овој автомобил е извонредно прецизната обработка на внатрешноста. Исто така можам поволно да се изразам и за просторот во внатрешноста, како и за ергономијата. Во внатрешноста можете да забележите дека целата констелација на материјали е направена како да биде достојна за еден премиум автомобил. Што се однесува до подпирањето, се гледа дека развојните центри на Hyundai кои се наоѓаат едниот во Германија, а другиот во Кореја, вршат својата работа за сите пари, што би се рекло. Овој автомобил многу ме изненадува со неговата агилност и управливост. Малку по-бучен е 1,4 литрениот CRDI мотор кој со своите 90 конски сили дава многу добра агилност на целиот автомобил. Мене ми се допаѓа исто така и убавиот амбиент во внатрешноста, но и многу добро скроениот систем на звучна изолација. Тој го пропушта звукот на моторот, чие работење, рака на срце, морам да кажам дека е малку погласно. Доколку се играте со управувачот, тогаш под свое владење ќе го имате и работењето на ESP-то, кое во секој момент будно ја надгледува каросеријата и не ви дозволува да претерувате со своите амбиции како спортски возач. Инаку, овој нов CRDI мотор кој е обработен да биде уште поекономичен во нашето патешествие по Фрушка гора и низ патиштата на Војводина,
па и малтретирањето на полигонот, односно на патеката навак, покажа дека е извонредно економичен. За овие 170 километри колку извозевме во отворен сообраќај и уште 50 на километри на патеката навак, се покажа дека потроши само 10,5 литри гориво. Значи просек од 5,2 литри секоја чест. Првата насмевка овој автомобил ми ја изнуди кога го возев во Турција. Втората насмевка тука на патеката навак. Искрен да бидам, од Hyundai не очекував толку зрело да се однесува на оптоварувањата кои го подвргнавме на патеката навак. И на крај, но не последен, е Opel Corsa. Како што реков на самиот почеток од емисијата, овој автомобил имав шанса да го возам повеќе од 4 пати. Сега, на навак, ќе го возам во најсложени услови. Зошто? Бидејќи имам цела патека на располагање и можам на неа да правам што сакам. Значи, автомобилите можам да ги донесам до крајни граници. До крајни граници ги донесовме нашите 3 финалисти, останува Opel Corsa, четвртиот. Opel Corsa од сите финалисти ми е најпозната, бидејќи ја познавам уште во фазата пред да биде лансирана. Во фазата дури уште беше во пелени. Овој автомобил за Opel има големо значење, бидејќи означува почеток на една сосема нова техничко-технолошка филозофија во која молнањата од Руселскајм сака да се представи на своите купувачи. За дизајнот на Корсата не треба многу да се зборува, особено за дизајнот во внатрешноста, бидејќи е одлично сработен. Одлично е сработено и подпирањето и управувањето, кое навистина ви дава сосема јасна и прецизна слика за однесувањето на автомобилот во секој момент. Јас сега возам со брзина поголема од 130 км на час, а минатите свиоци ги совладував со брзина од околу 90 км на час, на кои немав никакви замерки на однесувањето на каросеријата. Корса е конструирана да одговори на предизвиците и на купувачите од 18 до 80 години. Сосема добро прилега на женско, на машко, на млад човек или на млада жена, но и на сениори. Овој автомобил е направен да одговори на сите предизвици. Нејзиното однесување е сосема добро, но на моделот со 1 литрен турбомотор може да се забележи малку посилен продорен звук во внатрешноста. Opel Corsa е, можем да кажам, извонреден производ. Нешто повеќе од претходните 4, но се истакнува со нејзиното извонредно прецизно управување. Дури е попрецизна во управувачот и во агилноста на неговото однесување и од Astra OPC. По извозените
тестови со 4 кандидати за титулата Auto Best, јас ги имам јасно моите впечатоци за сите овие 4 автомобили. Овие 4 мускетари се извонредни дела на техниката, извонредни кој по дизајн, кој по своите возни својства. Иако македонскиот пазар е мал и во европски рамки беззначаен, сепак домашните автомобилски импортери се трудат да останат во чекор со збиднувањата. Пред истекот на календарската година се случи уште една промоција на нов модел. Увозникот на Ford, Mida Grand Motors, гордо ја прикажа новата генерација на Mondeo. Впечатливиот дизајн, проверениот квалитет и 5-годишната гаранција се еден дел од атрибутите кои ја красат оваа лимузина. Од самиот почеток на располагање се 2 каросериски изведби со 4 и 5 врати, а подоцна им се придружи и караванот. Моќниот изглед, огромниот натрешен простор и ергономијата сега се засилени со далеку порафиниран дизајн проткаен со висока технологија. На купувачите се нудат повеќе мотори, но акцентот е ставен на за нашите купувачи традиционално интересниот дизел. Во тренд ниво на опременост цената изнесува 23.900 евра. Тоа не значи дека бензинците се запоставени. Нив ги предводат новата генерација EcoBoost мотори со турбополна, чија зафатнина е намалена, но изобилува со сила проследена со ниска емисија на штетни гасови и одлична економичност. Од таборот на Mida Grand Motors најавуваат дека следната година ќе биде жешка за Mondeo, бидејќи во борбата со конкурентите ќе му помогнат изведбите со погон на сите тркала, Mondeo со хибриден погон, како и верзијата со еднолитрениот EcoBoost, со што Ford уште еднаш ја докажува својата техничка и еколошка извонредност. По сумирањето на гласовите, титулата Auto Best 2015 ја понесе Opel Corsa, станувајќи прв автомобил во историјата кој втор пат ја освојува оваа престижна титула. Со вкупно 994 поени, Корсата го помина второпласираниот Hyundai i20 за 88 поени. Третата позиција ја освои Шкода Фабија со 871 поен. Со 830 собрани поени од 15 членото жири, на четвртата позиција се пласира Citroen C4 Cactus. Новата Корса докажа дека е голем мал автомобил. По повод објавените резултати се огласи председавачот и оснивач на Auto Best жирито, господинот Дан Вардие, и истакна: сите членови на жирито дадоа аргументи со кои новата Корса е автомобил со најдобар сооднос на платеното и добиеното за 2015 година во Европа. Новата генерација е еволуција на претходната генерација, која исто така ја освои наградата пред 7 години. Од дизајнот до брилјантните технологии, новата Корса нуди пакети кои им помагаат на купувачите да го добијат она што им треба. Задоволство ми е да им честитам на сите што беа инволвирани во проектот Корса за нивната извонредно завршена работа. Гала вечерата и официјалното доделување на титулата Auto Best за 2015 година ќе се одржи на 19 февруари во Загреб во хотелот Шератон.